Зимницата е тука. Прекрасно подготвен компот од дујни и јаболка, што го правевме заедно со мојот татко, и во чиј вкус ќе уживаме во текот на целата зима. Дујните се обрани, јаболката се обрани, се уште има по некој домат кој се труди да ги искористи последните сончеви зраци да созрее. Зимницата е многу важно нешто, многу важен дел од македонската традиција и токму затоа во 10-тото издание наш гостин е Катерина Василевска од Охрид, бавчанџика која успеа да обезбеди за своето семејство, но и да направи вкусна зимница, а од таа зимница да може да им овозможи уживање и на оние што ќе сакаат да и тоа динарски култури за нас и за нашето семејство. Ќе зборуваме за цветниот вид далија. Евеа мојата далија. Имав неколку, меѓутоа оваа годинава, оваа боја, црвено со бело годинава, најубаво цветаше, најраскошно, веројатно и се погоди и местото, а не презедов ништо посебно за да ме израдува со толку раскошни цветови. Мама Роуз ќе готви храна од компири, бидејќи во рубриката во градината има само љубов, ќе зборуваме за компирот, за неговите нутритивни вредности и за начините на кои тој може да се одгледува. Исто така, наш гостин е и Деспина Поповска Стојанов од Институтот за земјоделство од Скопје и со неа ќе разговараме за една можност како младите земјоделци од областа на поледелството, анималната биотехнологија, овоштарството и лозарството можат да дојдат до повеќе знаења и до можности да создадат собствен бизнис. Тоа би било се, но секако тука ќе биде и музиката на по избор на мојот технички реализатор Никола Димески, кој одлучи во оваа емисија да слушаме македонски народни хумористични песни. И сепак градината на Филип се труди да ве прошета и во другите градови, овој пат ве води во Скопје на пазарчето на производители, пазарчето на фармери, што се случи минатата сабота во Public Room, а се случува секоја сабота во текот на октомври во организација на Slow Food и нивните соработници. Slow Food водно и нивните соработници. Богата ќе биде оваа емисија, а вие бидете со нас, можете да ни се вклучите, да пишете, да се јавите и со тоа да ни го разубавите овој мал јубилеј, 10-то издание на градината на Филип. Градинарски поздрав! Една баба да вечера, една еребица и пак баба не јала, пак баба не пила, баба била злојаста, па се не најала, па се не напила, и пак баба не јала, пак баба не пила. Втора вечера, два милетни галаба, една еребица и пак баба не јала, пак баба не пила, баба била злојаста, па се не најала, па се не напила, и пак баба не јала, пак баба не пила. Бидете наши пријатели. Мила радио. Трета вечера, три кокошки печени, два милетни галаба, една еребица и пак
baba ne jala, pak baba ne pila. Baba bila zlojasta, pa se ne najala, pa se ne napila. Ipak baba ne jala, pak baba ne pila. Četvrta večer večera, 4 ovnika leši, 3 kokoški pečeni, 2 miletni galaba, jedna Bogata će biti ovaj. erebica, jedna erebica. Ipak baba ne jala, pak baba ne pila. Baba bila zlojasta, pa se ne najala, pa se ne napila. Ipak baba ne jala, pak baba ne pila. Здраво, во 10-тото издание на Градината на Филип славиме јубилеј со многу убава хумористична народна македонска музика. Зборуваме прво за компирот. Застанете на миг и помислете дали би можеле да живеете без компири. На 100.000 начини компир имаме во нашата исхрана, од најнездраво до најздраво, од чипс, помфрит до варен компир, до манџи со компири, мусака со компири, јавнија и турлитава и кој знае уште што, печени компири. Зошто? Скробот кој го содржи компирот на многу генерации пред нас, а веројатно и на многу генерации по нас ќе им биде носител на основната храна, и кога било најтешко, компирот бил тој што спасувал од глад многумина. Со тоа што тој е кртола, што се наоѓа под земјата, многу долго може да издржи во таква состојба под земја, доколку не фатат силни мразови, нели? И дури да сме гладни, дури да немаме ништо, можеме да откопаме неколку компири што можеби заостанале во земјата и да имаме еден оброк. Токму во воени времења, во многу лоши ситуации, баш компирот бил таа храна што ни овозможила, на многумина им овозможила да преживеат и да обстанат. Меѓутоа, како култура, ќе ни каже како е да се одгледува компир нашата соговорничка, која подоцна ќе имаме, Катерина Василевска, производител од Охрид, која ја очекуваме да се вклучи на Skype и така да го направиме разговорот со неа, ќе ни каже дали е лесно или тешко да се одгледува компири. Меѓутоа, еве, јас од моето мало искуство како производител, но од она што и теоретски го знам како земјоделски инженер, се има своји специфики одгледувањето на компир. Временските услови исто така се важен фактор, кога да се насади компирот, на какво растојание, и важен фактор е почвата, бидејќи за компир е потребна ровка почва која ќе биде растресита и ќе му овозможи на растението да создаде голем број на кртоли, односно што повеќе компири. Сега, во денешното производство на мало и на големо, големите производители немаат многу време да експериментираат, туку по дадена шема си го произведуваат компирот по начини и технологии кои за нив се најдобри, арно ама, затоа пак малите производители на еколошка органска храна имаат време да експериментираат. Во поново време, мода, барем кај нас сега, а во светот многу пред, многу порано, е no-dig методот, односно метод на градинарство без копање. За да во традиционалното производство кај нас и тоа како знаеме дека треба окопување, значи опрашување на компирот, грлење на компирот како што си го велиме, правење на хумки и секако понатаму правење на бразди, доколку се наводнува со бразди и така натаму. А сега се препорачуваат некои методи кои немаат копање, па такво е одгледувањето на компири под слама или под сено. Сега, ние денес ќе зборуваме за тој начин, но пред тоа да ви кажам дека постојат и други начини. Одгледување на компири во саксија, одгледување на компири во вреќа,
во бани од слама, значи во мрежести корпи, во јутени вреќи, разни форми луѓето наоѓаат за да си олеснат работата, да добијат компири, а тоа сето да биде со помалку работа и повеќе мерак. Сега, начинот на одгледување на компирот без обработка на земјиштето, односно одгледување на компир под слама или под сено, тој начин е едноставен, не бара окопување и грлење и се што ни треба е да имаме малч, односно слама или сено, за да го направиме тој начин. Значи, садењето на компирот на конвенционален начин се вели дека бара доста труд околу обработката на земјиштето, прашењето, грлењето и така натаму. Меѓутоа, негативните ефекти од глобалните климатски промени и ограничените почвени ресурси наметнуваат развој на нови идеи за алтернативни методи за одгледување на овој зеленчук без обработување на почвата и тие се познати под називот површинско садење на компир. За ваков начин важно е да се избере место со многу сончева светлост и да се има добар малч, а она што е добро е да се дека компировата златица, која е најголем проблем кај производството на компири, во вакви услови многу ретко се појавува. Треба да се користи влажен малч, значи слама или сено кои се влажни и наместо да се конвенционално да се обработува земјата со орање и припреми за садење, површината на земјата се покрива со слој од 5 до 8 см малч, односно слама или сено, зашто е потребно 100 кг сено за 100 метри квадратни. Квадратната бала на сено е тешка околу 15 кг и чини 100 до 200 динари, или кај нас, јас мислам дека минатата година купував, значи за 80 до 100 денари може да се најде. Сламата е, значи, тоа е цена која се однесува на сламата, 80 до 100 денари, а за 100 до 150 денари можеме да најдеме сено. Пожелно е да сеното и сламата кои ќе се користат да бидат влажни, да бидат постари и да бидат иситнети, но може да се користи и сува и свежа слама, но тогаш е потребно да се навлажни со вода или со течно ѓубриво, првенствено за да се спречи носењето на малчот од ветровите. Ако имаме збиено земјиште, се препорачува фрезирање и копање на земјата, значи ако површината на земјата е збиена или обрасната со корови, може да се прекопа и тогаш или пак да се пробуши, да се пробие за да се направи аерација на земјиштето со вили, доколку станува збор за помека почва. Што е аерација? Еве Николче ме прашува да се зголеми, Николче, воздухот во почвата. Значи ние кога со вилата ќе работиме, ќе овозможиме воздух да навлезе во слоевите на почвата. И даваме вештачко дишење, и даваме на почвата да има повеќе воздух за да можат да растат растенијата и коренот да се развива онака како што треба. Во таа прилика треба да се збогати земјата со ѓубриво, без разлика дали тоа е шталско или органско ѓубриво, зависи. И може да се користи компост или минерално ѓубриво. Делимично обработената земја ќе овозможи додавање на адекватни количини на ѓубриво кои коренот ќе ги пронајде со текот на растот
и со пробивањето низ танкиот слој на малч. Садењето, за садење се потребни температури на воздухот и на земјиштето од 8 до 10 степени. Компирот се сади на растојание од 30 см во редот и 40 до 50 см меѓу редовите. После садењето се врши прекривање на картолите со влажна сецкана слама на дебелина од 10 до 15 см. Сувата слама или сеното треба да се заливаат со вода или со ѓубриво, затоа што со тоа се создаваат поволни услови за минерализација на покровот. По малчот може да се расфрли, да се растури и свежо косена трева или зрело шталско ѓубриво и тоа дополнително ќе го спречи одлетувањето на сламата од ветрот и секако ќе биде дополнителен извор на хранливи материи. Треба да кажеме дека со текот на времето како картолите ќе растат, кога ќе достигнат висина од 15 до 20 см, потребно е да нанесеме нов слој на малч за да се задржи влагата и да се одржува поволна температура, како што би било грлењето во конвенционалното производство. Таму ставаме земја, овде ставаме слама, односно сено. Подебелиот слој го спречува продирање на светлината и со тоа спречуваме компирот да позеленува. Што е подобро во ваквиот начин? Имаме поедноставна берба. Недела дена, после процветувањето, младиот компир може веќе да се вади, значи, од сламата. Не мораме да ја корнеме целата билка, целото растение, само разделуваме слој од сламата, земаме онолку кртоли кои што ни се потребни, избираме нормално да се големи и веќе оформени и потоа покриваме со слама и малч и оставаме понатаму да растат. Кога надземниот дел на компирот ќе се исуши, тоа значи дека е завршен неговиот циклус и една недела после тоа треба да ги извадиме сите преостанати компири кои се наоѓаат под сламата. Сламата само ја израмнуваме и оставаме да иструли и со тоа да ја обогати почвата. Ете, за овој начин, може би не сте слушнале, но тоа е еден од начините на кои можеме да произведеме компири. Не сум пробал досега, може би имате пробано, но еве, ајде да се обидеме есенва или следната пролет, подобро нели на пролет, да го направиме тоа. Ако Николче ни е подготвен, можеме да слушаме малку музика и потоа да се подготвиме за разговорот со нашата Катерина Василевска. Se ženi, zajko kokorajko, zajko servezlija, sina tresol gaći, uprčil mustaći, nadgmal džamadan, kapa piškulija, more, tog mu mladoženja. Udovica, našnata žena, Petlova komšika, poznata žimrika, mazara smazena, seska iz Pustica, more, selska vizitarka. Mi po
панџија, жаба зурлаџија, овене шапчија, бурџоа берџија, зајко кокорајко, сина тресол гаќи, упрчил мустаќи, нагрнал џамадан, капа пишкунлија, море, токму младо женја. Зајко до 2-3 ловчи, емони си носа, тушки сачманли, ртки ем загари. Па ми летнал зајко, зајко да ми бега, си искинал гаќи, размрсил мустаќи, искинал џамадан, се провикнал, море, не сум младо женја. Доаѓа време кога многумина се свртуваат кон градинарството, некои се навраќаат на нешто што претходно го работеле, други пак ги гледаат ситуациите, светските текови и размислуваат да се навратат на старите ниви, да ги обработат, да произведат нешто. Храната рапидно поскапува од ден во ден, цените растат и дали новата војна е војна за вода, војна за превласт или пак војна за храна, останува да видиме, но по се изгледа дека храната ќе биде еден од факторите, еден од ресурсите без кои човекот не може, а станува се поретка, а пак да не зборуваме во однос на квалитетот на храна. Затоа решивме да проговориме малку на овие теми со нашата гостинка од Охрид, Катерина Василеска. Таа е производител, бавчанџија, како што велиме ние прилепчани, која заедно со своето семејство успева од градината да обезбеди производи за себе и за своето семејство, но еве полека се впушта и во друг процес каде што нуди готови производи за купувачите, за потрошувачите, за љубителите на традиционално подготвена зимница, но и за оние што сакаат бавчата да ја погледнат низ туристичка призма. Катерина, добре дојдовте во нашата емисија Градината на Филип. Филип, фала за поканата и се надевам дека убав разговор следниве неколку минути. Секако, со задоволство. Катерина, ние разговаравме, меѓутоа ете така условите наложија да се слушнеме преку Skype. Дај Боже да имаме следна прилика и да се видиме во живо. Кажете ни како вие се почувствувавте и кога се почувствувавте подготвени или почувствувавте потреба да се занимавате со градинарство? Па од секогаш сум била блиску до бавчата, до градината, така сум растела, цел живот ми е блиску, значи никогаш не сум била некој урбан лик, никогаш без на какви места сум посетила, никогаш не ме привлекувале големите урбани градови, метрополи.
Но конкретно кога јас влегов во Бавче и почнав да се занимавам со градинарство, беше кога фати короната и нели бевме во карантин. Еден период беше забрането да се излегува воопшто. И тогаш јас сватив дека живеам на место кое што е прекрасно и каде што можам да поминам денови и месеци без да се почувствувам затворена. За разлика од некои мои пријатели или роднини кои што живеа во Скопје или во згради во Охрид, кои што навистина беа како во затвор. И тогаш за прв пат, значи ете, пред едно 2,5 години. А дали предходно, например, како дете или кога бевте помлади години, бидејќи сте растеле крај Бавча, предпоставувам родителите, значи ја одгледувале, дали тогаш сте пројавувале интерес или сте мислеле дека тоа е нешто што со кое вие не би се занимавале? Па сум помагала во вадењето, во хранење на прасиња имавме едно време, коза имавме за млеко, кокошки имавме, сум помагала, сум правила некои поедноставни работи, но секогаш насоката, советот од родителите бил учи, нели, да учиш па да не го правиш ова. Ама еве, после долги години учење на крајот испаѓа дека можеби сепак е добро, подобро од се што имам Бавчата и да го имам тоа знаење, отколку сето тоа друго некое академско знаење. А што сте по професија? Имам завршено магистерски за човекови права во Болоња, на Факултетот за политички науки во Болоња. Так. И значи човек кој е така меѓународно образован, може би токму во тоа се крие поентата на новото време, дека луѓе кои се еманципирани и образувани ја сваќаат суштината на градинарењето. Затоа што може би на конвенционалните земјоделци веќе им е прекуглава од таа работа, затоа што тие од поинаква перспектива пристапуваат. Не знам дали се согласувате со мене. На огромни површини, конвенционално производство, прскање, третирање, прихрани и за нив тоа е веќе едно големо оптоварување, а не уживање. Да, тоа е на некој начин масовно, така како што е масовното производство во било која индустрија, кога ќе земете масовно да произведувате и да ја употребувате почвата е сосема друг пристап од ова што јас, например, сакам да го постигнам. Ни јас не би имала никаква желба да работам конвенционално земјоделие, имајќи ја свесноста дека при тоа ги уништувам ресурсите, ја осиромашувам почвата, произведувам храна која што е благо кажана отровна за тие што ја конзумираат, така што на крај памет не ми доаѓа со такво нешто да се занимавам. И верувам дека луѓето што го работат, тоа природно е да не може да бидат среќни, бидејќи тоа што го прават не е воопшто среќно и полезно. Така што на крајот денот секако дека ќе им се смачи, ќе сакаат да прават нешто друго. Се извинувам ако отиде во етер, малку јас направив некоја техничка грешка. Зборот ми беше да малку да ни ја опишете вашата градина, каде точно се наоѓа во Охрид, колкава површина зафаќа. Ние додека разговаравме нешто ми објаснивте, но еве за слушателите и гледачите на градината на Филип да споделиме. Значи се наоѓам во Охрид, на приградска населба е, позната е како Железничка. Инаку на времето, не толку одамна, пред само 40 на години, сето ова било поле, го викаат дебело поле, било едно од најплодните почви, прва класа почва во Охрид, во Охридскиот регион. И во турското време, нели, турците ги имале тука своите чифлици каде што ја произведувале храната, што значи сега каде што се наоѓам има куќи со дворови, со големи дворови, но факт е дека почвата е многу квалитетна и многу од работите не сме ги ни посадили, а никнале. Значи имаме тука овошки, дрвја, прекрасни круши, дуњи кои што не сме ги ни садели, едноставно никнале од некоја сенка сами. И конкретно мојата градина е 400 квадрати, многу е мала, но и покрај тоа што е толку мала е многу плодна. Исто така имаме и еден мал пластеник, 20 на квадрати,
каде што вадиме рано градинарски производи, со цел подолго да имаме свежи производи. Но ете, со 400 квадрати, не знам, според некои пресметки што сме ги правеле, две фамилии, ете, 7-8 луѓе може целосно да се прехрануваат цела година, барем со овошје и зеленчук. И многу малку да купуваат нешто од маркет. Почитувани слушатели, ова е многу убаво да се слушне. Катерина, благодариме за ова што велите, значи точно еве ако некој сега почне да се занимава, да знае дека со 400 квадрати може за 7-8 луѓе да се обезбеди храна, она што се подразбира градинарско производство се разбира. Секако тука зависи од климатските фактори, од почвата, да речеме споредбено со вашата градина чие земјиште е од прва класа. Јас работам на земја која е 5-та класа и која е многу години необработувана. Вие ми спомнавте дека таа бавча која вие сега ја садите и претходно си била бавча, значи редовно низ годините се работи. Меѓутоа, ете, вака мислам дека со искуствата ќе им помогнеме на слушателите и гледачите од прилика да знаат, да се ориентираат доколку есенва или можеби напролет почнат да работат градина. Сега би сакал да ве прашам околу културите. Што вие садите, што најмногу се јаде, што најмногу успева, какви сорти одгледувате? Да, пред да одговорам на ова, само да ги охрабрам тие што сакаат да почнат, без разлика каква класа ви е земјиштето. Така, не мора да е прва класа, и 5-та да и 4-та класа, може да се облагороди. Значи, доволно е да се додава гној, да се обработува со хумус на сосема природен начин, и кога се работи земјата, неминовно е дека ќе се спитоми. Така да не ги обесхрабрува коете, како вашата почва што не е почетно добра. Сето тоа се менува, барем со денешната технологија, не е никаков проблем. Во однос на тоа што одгледуваме, па обични нели, типични производи за ова поднебје. Секако основата е да имаме компири. Ете, за некој чудо гравот тука не ни успева, па него ни садиме веќе. Имаме боранија, имаме пиперки, различни сорти, имаме патлиџани, имаме зачински, билки. Добро, тие и не зафаќаат многу простор, како босилек, како рукола. Салати имаме, зелени салати, марули што ги викаат, цвекло, кромит, лук, прас. И по едно дрвце од секоја овошка имаме. Имаме исто така од овие што се берис, нели, боровинки, малинки, капинки, сите тие ги имаме. Се што може да никнува во Македонија, имаме. Прекрасно. Се оно што ќе ги задоволи потребите, не само од храна, туку од вистинска храна. Рековте гравот не успева. Дали сте размислувале, дали сте заклучиле што е причина за тоа, можеби? Не, едноставно, неколку пати го садевме, фаќа бубачки, не сакаме да... И едноставно се откажавме, ама секако најдовме други луѓе кои што знаеме дека произведуваат без прскање и од таму набавуваме. Да, всушност, тоа е и некоја... Вие често пишувате и го изразувате вашиот став околу градинарството на социјалните мрежи, па веројатно тоа е и еден начин размената, еден нов начин на нов начин на економија. Еве, знаете вие дека не можете да произведете грав, како што јас на пример не успеав да произведам лук, па да речеме ќе најдеме од други производители да направиме можеби размена. Да купиме она што не можеме да го произведиме, односно да го набавиме, а за возврат да дадеме она што за нас е вишок. Тоа ни е природно, ние нон-стоп тука се разменуваме и комшиите. Ете, имам среќа да живеам во средина каде што сите комшии имаат дворови, имаат градинарски производи, па природно и многу нормално е дека разменуваме и искуства и се што се случува, нели, во процесот на производство од садење па до никнување и расади си разменуваме и така.
Бидејќи денес зборувавме во првата рубрика во нашата емисија, зборувавме за компирите, вие пред некое време напишавте 100 килограми компири, 200 дена ситост. Значи, вие произведовте 100 килограми компири годинава, што секако ќе ги задоволи потребите, нели? Да, и тоа на многу мала површина. Мислам, не ми зафаќа тоа толку голем дел од 400 квадрати. Така. Е 100 килограми. Дали сега е актуелно, бидејќи многумина не знаат да се справат со складирањето на компирите, да речеме, на кој начин вие ги складирате за да имате во текот на целата зима, нели, до наредната сезона? Ние имаме за среќа, нели, имам голем простор покрај бавчата, имам уште 400 квадрати каде што ни е куќата, гаражата, и имаме многу добро изолирана гаража, Така. која што цело време на температура, и тука ги чуваме сите зимници. Јас тоа го викам маркет, кога ќе влезете внатре, од сите зимници, од сите работи што ги имаме, се чуваме така. Така што компирите едноставно ги редиме во вреки, во гаражата и стојат комотно целата зима. Си стојат. Знам дека, односно така и почнав да ја следам вашата работа, видов дека сте дел од Genion Experience, каде што една од луѓето која нуди една поинаква туристичка понуда, едно поинакво искуство и доживување, сте токму вие со вашата градина, бидејќи ја имате периоди кога едноставно таа е отворена за посета и во неа уживање најдуваат луѓе, туристи од Македонија и од светот. Како дојде до таа соработка, што им нудите, колку сте задоволни од досегашната посета? Ајде малку околу она што се вели градината како туристичка дестинација. Па ете, на некој начин многу природно. Мојата братучетка која што издава вила, нели се занимава со издавање во Охриците, тоа го правиме, сите сме Така. дел од туризмот. Ќе би имаме ни гости, сакаат нешто да посебно, нешто поинакво, локално, не знам што да им препорачам. Дали ти би можела нешто да направиш во тојата градина? И јас реков зошто да не, секако кај мене секој ден има гости, моите пријатели, бидејќи е местото пријатно, големо, налето, особено кога е жешко, имаме сенки. И реков, ајде, пушти ги, па тие дојдоа и заедно со мајка ми им припремивме еден специјалитет питулици, значи тие се прават на железна плоча, која што се наоѓа на шпоретот, на дрва, како палачинки се, само поголеми. Сега не знам дали гледачите може да не послушнале. И кај нас во Прилеп се прават, јас од прилика имам представа како тоа изгледа. Веројатно и дел од нашите слушатели и гледачи ќе знаат, а за останатите малку нека тоа биде предизвик да истражат и да видат за што станува збор. Или можеби да ве посетат па да ги вкусат. И така, некогаш се правило тоа на земјена плоча, сега е веќе на железна плоча, и тие беа многу восхитени. Значи беа двајца германци, млади луѓе, маж и жена. Направивме питулиците, си скинаа патлиџани пиперки во дворот, направивме салата, самите си ја направија. Нешто друго приготвивме плюс на шпоретот, пред нив печевме ченки и луѓето беа фасцинирани, мислам, не знам, многу беа задоволни. И на тој начин дојде идејата дека можеме да понудиме, нели, и некое доживување со храна тука во нашиот двор, во нашата летна кујна. И повторно дојдоа и оваа година, донесоа уште двајца луѓе, значи четворица дојдоа, така што не можам да речам дека е тоа разработено се уште, пред се бидејќи што немаше туристи овие 2 години, но верувам дека има голем потенцијал да се развива како понуда, како дел од понудата од градинава и од било чија градина. Так. Тоа е сега е можеби за нас ново, меѓутоа современо, интересно. Еве гледам дека низ нашата држава разни производители на различен начин
прават некои интересни понуди и доживувања за туристите, може би се намалува оно интерес за класичен туризам, оние што можат да си го дозволуват од светот, имаат каде да посетат луксузни хотели, центри и така натаму, меѓутоа некако како човештвово, луѓево кои можат да си го дозволат тоа, трагаат по такви автентични искуства и приказни како што е вашата Бавча. Од неодамна, бидејќи годинава за вас, за вашата градина беше родна, вие почнавте да правите и зимница, но не само за вашите потреби, туку и да ја понудите на оние што сакаат да купат традиционална зимница. Како знам дека сте во процес, секојдневно имам можност да видам убави фотографии, колоритни, со зеленчуците со кои работите. Што има на палетата и што им нудите на купувачите? Сега, за сега почнавме само со ајвар, чист ајвар од пиперки, ајвар со црни патлиџани, ние го викаме малиџана, и кетчап нудиме, или концентрат од патлиџани. Тоа е она што сега го нудиме, тие 3 производи. Чисто случајно ги лансирав работите, бидејќи моите пријатели често доаѓаа, па ме прашува зошто не продаваш, како не продаваш, ова е многу убаво. И ајде, реков да објавам на Facebook. Може би некој ќе купи, бидејќи произведовме вишок. Навистина имаше плодна година и тоа што го произведовме ни остана, ќе ни остане голем дел. И реков ајде да понудиме, нели додека е тазе, сега е произведено овие 2 недели. И за многу кратко време, за помалку од 24 часа, имав нарачка од скоро 200 тегли. И се изненадив. Очекував толкава голема нарачка и некако се најдовме во небрано со мајка ми. И еве сега во моментот таа лупи пиперки, јас еве разговарам, па се спремам да завршиме, да продолжиме. И така, планирано испадна. Ние нема да ви одземеме многу време, но ако имате нешто прирака, можете да ни покажете од аха, да, ете. Гледаме процесот на работа, одлично. Поздрав до вашата мајка и со успех и со лесно да оди работата и зимницата. Слободно додека зборувате може да остане видеото да го следиме процесот на работа, а вие да ни кажете како за оние што не слушаат, како може да дојдат до вашите производи, како да ве контактираат ако се заинтересирани. Сега веќе немаме, за жал не можам никако, веќе потрошив и пиперките и патлиџаните, но од следната година, ако тргне вака, Бога ми, уште една нива ќе си земам и ќе ја работам. Одлично. Навистина, вака ни, иако преку Skype ни пренесовте една позитивна вибрација и мотив и поттик се надевам. Па да ви кажам, јас да знаев дека оваа работа толку успешна ќе е, воопшто немаше да губам години на школи. Може би вашата мајка нешто сака да ни порача? Магистерска нива ќе купи, магистерска нива. Може би Катерина ќе се согласите дека може би покрај сите титули на човек, земјата и градината се најголем универзитет. Најголемото знаење. Бога ми, да знае човек сам да си ја произведи храната, мислам дека ништо поголемо од тоа нема. И со детето мое, еве со син ми, така ќе почнеме. Прво да знае храна да произведи, а после се друго. Ние некако од нопати го имаме сватено, работите изгледа. Па еве, гледате дека дури сега ние во образованието добиваме предмет кој е посветен на тоа. Да, фала Богу што се сетија на тоа. Треба да е клучен предмет, според мене, барем во држава како нашата, каде што на вистина имаме можност. Ние не сме во пустиња, па ајде немаме можност за земјоделие. А дали, јас така им најавив и на сите оние што не следат,
Значи ЕСА подвели дека и тоа како се исплати да се работи бавча, ако ништо друго да се задоволат собствените потреби, нели? Но еве некои години има и вишок, па може тоа да се продаде, да се понуди. Еднаш вие спомнавте дека кога ќе се направи математиката, тоа се некаде околу 500 евра, да речеме, месечна заштеда, што не се вложува за храна. Во право ли сум, точно ли сум запомнал и објаснете ни дали навистина е така. Сега, на пресметка, јас таа пресметка ја правев, земајќи предвид цените за органските производи. Значи, бидејќи се што произведуваме не е прскано, и ако земам дека секој една тегла, секој еден компот, сок што ние тука го конзумираме органски и тие се прилично скапи во продажбата, кога пресметав, мене така некако ми дојде со целата работа со се, една просечна убава плата, да речем, 500 евра. Доколку си ја работите сопствената земја, би ја трошеле доколку ги купувате тие производи во продавници. Да. Колку тегли? Да речеме, еве, мојот колега Никола има прашање до вас, вели дали сте пресметале, например, колку, да речеме, од колку пиперки годинава, колку ајвар произведовте? Колку ајвар? Вака, од 1 кило пиперки излегува една тегла од 300 грама. Така. А вие, речеме, на колкава површина имавте колку пиперки засадено? Колку имавме, колку кила, зборувам конкретно од овие за ајвар. Ние имаме едни за ајвар, едни за значи 100 кила пиперки. 200 кила. 200 кила пиперки некаде, рачунајте. 200 кила пиперки, тоа се 200 тегли ајвар. Еве, тоа е навистина еден убав податок, поттикнувачки. И знаете што е убаво? Од искуствата со разговорите со луѓе како вас, сваќам дека органските производители никогаш кај нив нема чувство на конкуренција. Во смисла, вие знаете дека сите органски производители имаат ограничени можности на производство и сите велат, ајде, нека има уште, нека има нови, и јас видов дека кога вие објавивте дека годинава ќе понудите зимница, други производители реагираа позитивно, ви посакаа среќа, ви посакаа успех, и навистина тоа е еден не само друг начин на производство, туку и друг начин на живење, друга филозофија. Апсолутно мора ние да си помагаме. Еве, луѓето што ми бараат мене сега патлиџани и ајвар, јас ги пренасочувам кај еден колега тука Сезер, што произведува органски и едноставно не можам да се раскинам. Така толку е ограничен ни е нас капацитетот, ние не сме индустрија. И нормално ги пренасочувам на луѓето што имаат и што продаваат. Тоа е природно. Овој разговор ќе го заокружиме за да ви оставиме време да си ја сработите работата, да не трпат нити оние што веќе порачале. Дали размислувавте, вие малку ми спомнавте, дали размислувате еве да го проширите производството прво на градинарски култури и понатаму производството на зимница за идната сезона? Па сега за сега не да ви кажам, само ќе бидам малку поорганизирана со повреме. Сега веќе крај на сезона. Така. Ќе почнам да ги со повреме. Секако кога ќе го планирам садењето, ќе го испланираме малку поинаку, да имаме повеќе патлиџани, повеќе пиперки. Така ќе почнеме малку поинаку за да имаме повеќе за продажба. Досега планиравме само за нас, сега ќе испланираме поинаку, бидејќи имаме доста простор од тие 400 квадрати што не е искористен, например, во моментот е треба, бидејќи немаме потреба да го садиме. Така што некако сакам да заработам, нели, ако е можно, да заработам и од зимниците. Зимниците многу повеќе се исплаќаат него да продаваме свежи производи. Јасно. Од пример, еве, како идеја, од една круша вадиме 40 тегли компот. Што го продавам, например, по 200 денари.
И тоа е круша Вилјамовка, најквалитетната круша. 1 кило од тие круши летово беше 100-120 денари, свежи круши. А ние имаме една таква круша од која што 40 тегли ајвар извадив, 40 тегли компот извадивме. А дали, например, еве, вие посебно се трудите кон тоа стебло на круша за да обезбедите производи? Дали третирате некако органски начин? Само го вадиме, нон-стоп го вадиме, ние имаме среќа да имаме тука вода, нели подземна вода и го режиме. Само тоа. Прекрасно. Значи имаме 100% органски, не само органски производ, туку и органска зимница. Да, целосно, компоти и се. Драга Катерина, јас многу благодарам за одвоеното време. Ќе ве оставам да си ја сработите работата, ви посакувам вистински успех. Благодариме на сите овие поттикнувачки информации што ги споделивте со сите нас. Еве го шпорето е наложено и спремно за ајвар. Благодарам и искрено се надевам дека ќе се видиме во живо, ќе муабетиме и ќе работиме. Обавезно, до понеделник сме ние позафатени со зимнициве и после ги пренасочвам на други производители. Нема да можам веќе да произведувам и ќе се видиме. Или ако доаѓате на кај Охрид да ми се јавите слободно, јас сум тука, никаде не одам и така. Ви благодарам многу, се најубаво и навистина, бидејќи оваа рубрика ја нарекуваме револуционери со мотика, навистина вие сте еден од нив и навистина новата револуција е токму работата со земја и обезбедување на вистинска храна. Се најубаво, поздрав до вашата мајка, успешна работа и нека ајварот биде највкусен. Фала ви, ајде ќе ви пратам тегли. Благодариме, се најубаво и до слушање.
Бидете наши пријатели. Пила радио. God se ne javi, rasolno meso. God se ne javi, grasoma strva. God se ne javi, rasolno meso. God se ne javi, grasoma strva. Što jade, bre? Бидете наши пријатели. Пила радио. God se mi javi, guska pečena, naših švrtena. Guska pečena, naših švrtena. Supot prosjece vlada, guska polneta. Guska pečena, naših švrtena. Supot prosjece vlada, guska polneta. More god se mu staklija. Se berbero, saudade-ata. God se berbero, melancolia-ata. God se ne pije, neka rakija. God se ne pije, vino kiselo. God se ne pije, neka rakija. God se ne pije, vino kiselo. Slušajte Radio Pela. God se berbero, saudade-ata. God se berbero, melancolia-ata. God se mi pije, luta rakija. God se mi pije, vino ležano. God se mi pije, luta rakija. God se mi pije, vino ležano. Znaje ko se što pije, znaje ko se što jade. Ako sakate, da mi zasviri, dajte mu na goceta što ke posaka. Goce ke mi zasviri i ke zapeve, staro mlado na oro ke razveseli. Goce ke mi zasviri i ke zapeve, staro mlado na oro ke razveseli. Повторно во студиото на Радио Пела, за слушателите и гледачите, уште еден разговор со уште една дама, повторно секако за темите блиски до производството и земјоделието. Денес разговараме со Деспина Поповска Стојанов и тоа на интересна тема поврзана со еден проект.
Магистер Деспина Поповска Стојанов е магистер по агроекономија и рурален развој при Земјоделскиот факултет на Универзитетот во Белград, а вработена во одделението за агробизнис, економија и рурален развој при Земјоделскиот институт во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Додека јас студирав, бидејќи факултетот и институтот се наоѓаат во близина, имавме можност да контактираме, да се дружиме, но и да соработуваме со Деспина и со незините колеги и колешки. И навистина ми е задоволство што денес, макар и телефонски, ја имаме во нашата емисија. Деспина, добре дојдовте. Здраво, Филип. Најпрво благодарам за поканата да бидам дел од емисијата Градината на Филип. Имајќи предвид дека се знаеме од претходно, како што кажа, баш ми е драго што имам шанса да те следам и да бидам сведок на една ваква успешна приказна на еден млад студент кој имал среќа да го студира, потоа и да го работи тоа што го исполнува, така што е едно големо браво за тебе. Благодарам многу. Зборуваме денес на конкретна тема, иако ти доста активно работиш и имаш многу што да ни кажеш, но денес зборуваме за еден нов проект за кој Земјоделскиот институт во Скопје доби можност да го спроведе и ајде да слушнеме нешто повеќе за овој проект и активностите кои се дел од него. Така, значи, да, како што спомена, Земјоделскиот институт во Скопје ја имаше честа годинава да добие можност да го организира настанот под наслов AIT Food Startup Awareness Event во рамки на истоимениот проект кој е финансиран од Европскиот институт за иновации и технологии, кој пак е поддржан од Европската унија. Покрај Земјоделскиот институт кој ќе го организира овој настан во Македонија, ваков тип на настан ќе се организира уште и во Украина и во Кипар и тоа се всушност трите земји и апликанти кои добија ваков тип на проект. Основната цел на проектот, како што и самиот наслов инсинуира, е од една страна да се подигне нивото на свеста за негативните импликации кои се предизвикани од климатските промени и за потребата од примена на одржливи практики во земјоделското производство со цел произведување на подобра и поздрава храна, но од друга страна исто така и да придонесе за развој на иновативни решенија во оваа област од страна на млади земјоделци, студенти и сите останати заинтересирани страни со предприемачки потенцијал, кои понатаму би прераснале од една иновативна идеја до можност за отварање на стартап бизнис. Како што знам и како што рече, на 9 и 10 ноември е планирано да се случи овој настан. Што ќе содржи настанот и кој е фокусот? Предвидено е настанот да содржи две компоненти. Првиот дел би бил организиран во облик на конференција, како еден своевиден нетворкинг ивент и тука фокусот би бил на адаптација кон климатските промени и можности за стартап бизниси од овој сектор. И овде покрај домашните експерти учество ќе земат и 4 еминентни професори од регионот, односно 20 од Босна и Херцеговина и по еден од Србија и од Грција, а настанот ќе го надополниме и со презентации од представници од државниот, невладиниот и бизнис секторот, кои ќе се однесуваат на можности за финансирање на ваков тип на активности и на некои веќе успешно спроведени проекти во оваа област. Но нас фокусот ни е повеќе на вториот дел од настанот, кој е насловен Green Startup Forum и кој е замислен во форма на интерактивна работилница или обука, која конкретно ќе се однесува на креирање на иновативни бизнис идеи од страна на прагматични млади фармери и студенти, потоа на развој на стартап бизнис преку користење на бизнис моделот Canvas и на крај подготовка на презентација за развиената идеја пред потенцијални донатори. Овде морам само да напоменам дека тимот кој е задолжен за изведување на обуката е навистина разновиден, почнувајќи од колегите од институтот кои имаат долго искуство во областа на агроекономијата или поконкретно во развојот на претприемништвото во земјоделскиот сектор и бизнис планирањето, а исто така овде ќе се приклучи како партнер и бизнис акселераторот при Универзитетот Кирил и Методи, како една многу важна алка во областа на отварање на стартап можности и нивна поддршка, а исто така дел од тимот е и обучувач еден од невладиниот сектор, од организација Проефект,
кој е водечки експерт во областа на питчингот на идеи, односно како да се изведе најдобра презентација на креираната идеја пред можен инвеститор. Бидејќи станува збор за интересни актуелни теми поврзани со современите бизниси и современите земјоделски текови и практики, сигурно од нашите слушатели и гледачи некој ќе се заинтересира кој се може да земе учество на овој форум и како да исконтактира, да се пријави доколку тоа е можно. Како што спомна и ти предходно, настанот ќе се одржи на 9 и 10 ноември во просториите на Земјоделскиот институт во Скопје. Се надиваме дека ковид протоколите ќе ни дозволат да го организираме настанот со физичко присуство. Тоа е засега првичната варијанта, но секогаш постои бекап можност за организирање на настанот онлайн. А што се однесува на учесниците, на настанот може да учествува секој кој има предприемачки дух и има тенденција да развива иновативни решенија од областа на земјоделството. Ние дадовме фокус на млади фармери и студенти од областите на растителното и анималното производство како една таргет група која за жал моментално е многу мала, каде што има простор за развивање на идеи, но се разбира дека тоа не представува ограничување и за останатите групи кои би изразиле некаков интерес. Поентата на настанот е првиот ден младите учесници кои ќе учествуваат на обуката да се здобијат со теоретски знаења за климатските промени и одржливите практики, со тоа што ќе присуствуваат и на конференцијата, а воедно и да се запознаат со некои од поважните чинители во секторот, за потоа вториот ден под водство на менторите во одредените области да имаат представа во која насока треба да се движат нивните идејни решенија. А во поглед на пријавувањето, наскоро на веб страницата и Facebook страницата на Земјоделскиот институт, а исто така и на порталите на Европскиот институт за иновации и технологии, кој е финансиран во случајов, ќе бидат отворени линкови за регистрација на двата делови од настанот, така што еве би искористила оваа прилика да ги поканам сите заинтересирани слушатели да се регистрираат и да земат учество. Јас се надевам дека ќе одговорам на твојата покана и ќе бидам таму, па може би од таму ќе треба да ја работиме градината на Филип покрај да ја следиме програмата. Сега во однос на тоа со какви вештини ќе се стекнат учесниците, иако ти од прилика веќе ни објасни и ни најави, со какви вештини ќе се стекнат учесниците и што на крајот што се очекува од целиот овој проект и за вас како институт, како организатори и за целокупните резултати од овој проект. Така, јас веќе накратко објаснив што ќе опфатат обуките, но еве уште еднаш за слушателите малку подетално со што ќе се стекнат учесниците на настанот како знаење. Покрај тоа што ќе можат да ги прошират постоечките знаења за влијанието на климатските промени и одржливите практики, кои моментално се едни од најактуелните теми, исто така ќе имаат шанса и да стекнат вештини за целиот процес на креација на бизнис идеи. Значи, започнувајќи од самиот развој на идејата, нејзино преточување во стартап бизнис, можни таргет групи и пазари кои би биле заинтересирани за идејата и на крај некаква промоција пред чинители кои би можеле таква идеја да поддржат и финансираат. Овде морам да потенцирам дека ваков тип на обуки во еден поинаков формат кои се насочени кон бизнис и стартап процеси во секторот земјоделство, а се надвор од оној основен облик на работилници кои се фокусирани чисто на технологиите на производство, се доста ретки, така што би истакнала одличната можност да се искористите приликата да се присуствува на еден ваков форум поддржан и финансиран од европска програма, кој ќе се заокружи со добивање на соодветен сертификат за учество. А во поглед на поширокиот импакт, со оглед на фактот дека се повеќе се чувствуваат негативните последици од климатските промени, ваквите настани навистина можат да бидат од исклучителна важност не само за земјоделскиот сектор, туку и за пошироката публика, од причина што на форумот ќе бидат посочени многу лесно применливи и одржливи практики кои понатаму би придонеле кон производство за подобра и поздрава храна.
А од друга страна, ние очекуваме многу голем позитивен импакт врз таа група на млади луѓе кои на некој начин би ги мотивирале поинтензивно да влезат во земјоделскиот сектор, нели како една гранка која понатаму има голем потенцијал за нашата држава во иднина. И се надеваме дека со ваков тип на проекти ќе ги поттикнеме студентите и младите фармери да размислуваат малку out of the box, што се вели, и да се насочат кон развој на своји бизниси во овој сегмент, што понатаму ќе придонесат и за унапредување на целокупниот сектор. И затоа за крај уште еднаш би ги охрабрила сите кои ќе се пронајдат во оваа наша приказна да учествуваат на форумот и да воспостават воедно и комуникација и соработка со некои од клучните играчи во секторот, кои понатаму доколку се одлучат да развиваат свој бизнис во земјоделскиот сектор, би можеле да играат клучна улога во нивниот процес на развој на стартап идејата. Деспина, многу благодарам за сето она што ни го објасни, за она што јавно го сподели овој повик за прекрасниот проект кој го реализира Земјоделскиот институт. Посакувам успех во реализацијата со надеж дека ќе се видиме токму таму на овој настан и со надеж дека условите ќе ни дозволат настанот да се реализира во живо. Благодарам и јас за поканата и се надевам и јас дека ќе земеш и ти еве како еден надежен и млад студент кој се бави и на приватен план со земјоделско производство, дека ќе ни се придржиш на обуката и дека ќе се видиме во живо после еве година и пол изолација и онлайн настани. Благодарам, успех уште еднаш. Тоа беше магистер Деспина Поповска-Стојанов од Институтот за земјоделство од Скопје. Ние слушаме малку музика, а потоа патуваме на пазарчето во Скопје. Појде горе на пазаро, тамо ми купи едно ми петле, петлето вика кукурику. Ајде, ке пејам, дедо, ке пејам. Бидете наши пријатели. Пила радио. Баба ми појде горе на пазаро, тамо ми купи една ми крава, кравата вика му. Ке мукам, бабо, ке мукам. Пазарот, тамо ми купи едно ми куче, кучето вика ке лајам, дедо, ке лајам. На пазарот, тамо ми купи едно ми маче, мачето вика мјау, мјау. Ке мјаукам, бабо, ке мјаукам. На пазаро, тамо ми купи едно магаре, магаре вика иа, иа, иа. Ке рикам, дедо, ке рикам.
Секоја сабота во октомври во Скопје Slow Food Водно заедно со соработниците и со другите организатори и со јавна соба, односно Public Room, организира пазарче на производители. Каде што малите органски производители, производителите на иновативни производи се присутни и ги нудат за потрошувачите различните производи. Градината на Филип и Радио Пела ова минатата сабота беа во Скопје и мојот другар, ликовниот уметник Владимир Здравески, кој е и дизајнер, направи едно кусо видео за да ви ја пренесеме атмосферата од пазарчето во Скопје. Вас, ако ме носи патот, до крајот на октомври секоја сабота го имате пазарчето во Public Room. Да видиме како изгледаше тоа. Најавуваме готвење, бидејќи денес зборувавме за компирите. Мама Роуз подготвува некој рецепт со компири кој е интересен. Зборувавме за производството на компир. Кате Василевска од Охрид ни кажа што значи компирот за незината градина и она ми се допадна 100 килограми компири 200 дена ситост. Компирот е важен дел од нашата исхрана, а постојат многу начини да се приготви, но еден од тие начини е оној што денес во нашата емисија ќе ни го прикаже Мама Роуз во нејзината кујна. Дали сме подготвени да го погледнеме? Еве, гледајте и уживајте. Здраво, јас сум Мама Роуз. Добро дојдовте во мојата кујна. Денес ќе ви подготвам компири печени во релна со жалфија и со клементина. Ајде. Да ви ги представам сега продуктите што ќе бидат потребни за компирот печен. Значи имаме 7 компирчиња варени во 10 минути во солена вода. Потоа имаме жалфија, имаме мандарина, ама ова е посебната мандарина што се вика клементина. Има специфична арома. Сол ќе ни биде потребно, путер, винска киселина и маслиново масло. И ајде одиме да готвиме. Сега во тапчето го ставаме маслиновото масло, 1-2 лажици, потоа путерот, коцките путер, 2 лажици винска киселина. Сега ги ставаме компирите. Посолуваме. Иако се варија во сол, вака од озгора ќе му ставиме повторно солце. Малце. Па бибер, мелен. Сега дојде на ред за клементина. Клементина ќе ја рендаме малку. Гледајте да не го пати тој белиот дел, значи да ви остане вака кората, белото да остане, бидејќи тоа горчи.
сега листовите од жалфија, свежа жалфија. Ако немате, може и сува жалфија. Откако сите состојки сме ги ставиле, сега ќе ги измешаме убаво, се да се впие во компирот. Откако убаво ќе ги измешаме сите состојки во компирот, ќе ги испечеме на 170 степени за 30 минути, потоа ги вадиме за 10 минути, ќе ги смачкаме малку, па пак повторно ги вратиме назад. Ајде тој. Компирите се готови, сега ги вадиме од релна. Преубаво мирисаат. Клементина мириса. Ќе ги сервираме на тањер. Компирот ни е готов. Преубаво мириса, го сервирав со мандарина и со свежо жалфија. Се надевам ќе го подготвите за вашите празници. Одговара со свинско, со пилешко, со риба, со се. Ќе се надевам ќе уживате во семејното друштво. Се гледаме, чао! Доцна седела, с ножки е добра, доцна седела. Ой, добро, добро, добра невесто, ой, добро, добро, добра невесто. Тенко предела, доцна седела, тенко предела. Ой, добро, добро, добра невесто, ой, добро, добро, добра невесто. Па е напрела 9 вретена, па е напрела 9 вретена. Ой, добро, добро, добра невесто.
далијата, цветен вид, пишавме во најавата најубавото цвеќе. Секое цвеќе е најубаво и она што ни е омилено нас, секако дека тоа ни е најубавото цвеќе и сите се убави зашто сите на свој начин ја разубавуваат нашата градина. А зошто денес зборувавме за компир кој е картола, значи се наоѓа под почвата, и исто така избравме еден цветен вид кој припаѓа на луковичести цветни култури. Значи исто така во земјата се наоѓа неговата картола, неговата луковица која ја засадуваме и представува летна цветница, цвеќе што долго се задржува во цвет. Постојано има нови цветови и со тоа многу долго време се до првите ноемвриски мразеви го имаме во градината. Еве денес во мојата градина исто скинав еден цвет од далија. Има повеќе називи за ова цвеќе, ја нарекуваат и георгина, а во Прилеп има еден турцизам. Истиот тој турцизам го слушнав и на други места, други градови, дури и во Бугарија исто, се наоѓа ова цвеќе под името јалдас. Нашите стари бавчанџи обврзно во градините го имаат и тоа она стара сорта на далии, односно на јалдази, која е многу висока, прави една голема грмушка и за него мора секогаш да имаме потпора, да го врземе за да може да обстои така, бидејќи е прилично високо, а самостојно не може да се прицврстува. Ајде малку да научиме нешто повеќе за далијата. Таа е повеќе годишно цвеќе, односно трајница, и низиното потекло е од Мексико. Далијата е дел од големата фамилија на цвеќиња Астераце, и тука исто така припаѓа и сончогледот, белите ради, хризантемите, циниите, и постојат дури 42 вида на далија, како и бројни хибриди кои се погодни за одгледување во градината. Има и далија која се користи исто како режан цвет, и обликот на цветот може да се разликува, и заедничко е тоа што едно стебленце носи еден цвет. Цветовите можат да бидат мали, со пречник од 5 см, и исто така многу големи со пречник до 30 см. Во 1963 година далијата е прогласена за национален цвет на Мексико, заштитен знак, белег за препознавање на Мексико. Инаку стеблата се лиснати, се разликуваат по висината од 30 см па се до повеќе од 2 метри за онаа сорта која ви зборував, што нашите баби и дедовци ја заштитуваа за да може да обстои. Најголемиот дел од далиите немаат мирис, не се мирисливи цветови, и значи не ги привлекуваат инсектите и пчелите со мирисот, туку инсектите на ова цвеќе доаѓаат заради силните интензивни бои, а како што можете да погледнете на фотографиите, овој цветен вид го има во толку многу бои и нијанси, сите се привлечни, шаренолики, и не само инсектите, туку и сите нас не привлекуваат. Во Астеките ова растение го одгледуване како хранливо растение, не за цветот, туку за тој подземен дел кој го прави овој цвет, овој вид, всушност трајно растение. Но со доаѓањето на шпанските освојувачи оваа пракса е прекината и обидите далијата да се одгледува како растение кое се користи за јадење, во Европа едноставно тие обиди не успеале.
Кај современите градинари, далијата е позната како украсна градинарска култура која расте од малите и кафеави картоли и кои се садат на пролет. Значи, мора да знаеме дека подземниот дел кај далијата потребно е да го насадиме на пролет, не на есен, затоа што постои можност од измрзнување. А тоа пак ќе значи дека откако ќе прецвета, пожелно е на есен подземниот дел да го извадиме, да го ставиме на темно и суво место, со тоа ќе се одмори, ќе собере хранливи материи и ќе го насадиме следната пролет на саканото место. Не е најдобро адаптирана на екстремно топли услови, со голема влажност на воздухот. Далијата сепак и во такви услови ги разубавува сончевите градини и има многу долга сезона на цветање, трае најмалку 120 дена. Далиите напредуваат во ладни и умерено влажни климатски појаси. Околу садењето на далијата би требало да не брзаме со незиното садење, затоа што таа сепак е вид кој бара потопла почва, значи да почекаме 15,5 степени температура на почвата, па тогаш да го засадиме незиниот подземен дел. Потребни се 6 до 8 часа дневно светло, понатаму треба да се сади на растојание од 22 до 30 сантиметри, а додека поситните сорти може да се садат на помало растојание. И треба да внимаваме при изборот на подземните делови, да најдеме растенија кои не се со набрчкана картола или во некој случај каде што имаме трулежи. Тие почнуваат да цветаат околу 8 недели откако ќе бидат насадени, односно некаде во средината на јули. Некои градинари прво го и засадуваат на затворен простор месец дена порано за да може порано да процвета далијата. Од моето искуство нема потреба, едноставно чекаме да дојде време, да дојде средина на јули и далијата да расцвета. И за разлика од други цветни култури, кај далијата не се препорачува малчирање, затоа што нема ќе биде отежнато пуштањето на изданоци. Многу ја сакаат полжавите во однос на штетниците и болестите. Исто така страда од билни вошки и потребно е да се стават мамци за полжави и така да се заштити далијата. Инаку треба да се препорачува прскање при крајот на јули и да се продолжи до септември, за да се уништи формирање на пајажини. Има уште детали во однос на одгледувањето на далијата. Едно од важните работи е дека не треба да се претерува со прихрана, додека се препорачува ако се сака пресадување на далијата, во ладните поднебја треба да се ископа далијата, она што и јас пред малку го кажав, да се ископа подземниот дел на почетокот на есента и така да се сочува преку зимата. Во некои наши поднебја може да презимат ако е потопло, меѓутоа доколку не сме сигурни, подобро е да го извадиме подземниот дел. Билките треба да се скратат на 5 до 10 сантиметри над земјата, да се извади и да се раздвои подземниот дел, нежно да се протресат подземните делови, да се исечат трулите делови и
од нопаку да се сврти подземниот дел и природно да се исушат. Потоа да се спакува во растресит материјал како вермикулит, сув песок или гранули од стиропор и да се чува на добро проветрен простор во кој нема мраз со идеални 4 до 7 степени. А напролет подземните делови да се изнесат, да се одвојат од родителската картола и да се почне одгледувањето на далиите. Ако не сакаме да секоја година да го повторуваме тоа, да ги собираме на есен, напролет да ги садиме, наједноставното решение е секоја година да купуваме нови далии. Како и да е, вреди овој вистина прекрасен цветен вид да го имате во градината, бидејќи надвор е врнежливо, вие помислете на далиите, нивните бои нека ги обојат вашите мисли и останете ни во добро здравје. Фала ви што не следевте сите овие 10 емисии, фала ви што не следевте денес на нашиот мал јубилеј, а ние продолжуваме со нова емисија за 7 дена во среда од 17 до 19 часот со нови соговорници и нови интересни теми. Градинарски поздрав! Три невесте тикве брале бре, три невесте тикве брале бре, куде брале туј заспале бре бре бре. Бидете наши пријатели. Пила радио. Туј заспале бре, куде брале туј заспале бре бре бре, туј заспале бре. Пила радио. 96,8. Oj neveste mrze